издание. Расте бројот на напади врз граѓани со азиско потекло во САД поради поврзување на коронавирусот со Кина. Инцидентите не се пријавуваат. Ќе остане ли трајно жичаната ограда околу Конгресот по убиството на втор полицаец од почетокот на годинава? Преку музика до заштита на животната средина. Интервју со Зарина Првасевда. Останете со нас. Поздрав од Вашингтон, јас сум Милена Ѓоргиевска. Ова е Ньюсфлеш на гласот на Америка на македонски. Пандемијата поттикна напади врз граѓани со азиско потекло во САД. Невладина група за спречување насилство од омраза објави дека од март минатата година до февруари годинава биле регистрирани речиси 3800 вакви инциденти. Акти на насилство врз американци со азиско потекло се во пораст во САД. Во метрополите како Њујорк и Филаделфија се регистрирани акти на насилство поттикнати од омраза кон оваа заедница. Локалната лидерка на Филаделфија го опиша инцидентот врз две индонезиски тинејџерки во метро. They pushed the girls sitting on the bench. Ги туркаа девојчињата со груби извици. Девојче од нападјачката група го удри неколку пати индонезиското девојче во глава и другите се нафрлија со удари. Жителката на Филаделфија Синта Пенјами Стормс, долгогодишна активистка во движењето Црните животи се важни од минатото лето. Сега е членка на движењето за претеја омразата спрема азијатите. Има многу омраза во нашата држава. Сакам да постапиме по сите случаи, еден по еден. Таа вели дека она што ја отежнува истрагата по овие злодела врз американците со азиско потекло е непријавување на инцидентите. Индонезиците се познати како малцинска група која не сака да се инволвира, зашто владее верување дека ако се вмешаат може да бидат повредени. Со молчење не добиваме информации и ресурси за поголема безбедност. Извештаите покажуваат дека нападите врз азијатите се во пораст во САД, најмногу поради реториката на погрешно интерпретирање на информациите, со кои за пандемијата со коронавирусот се обвинува Кина. Невладина група за запирање на нападите поттикнати од омраза врз американците со азиско потекло објави дека се случиле речиси 3800 инциденти, од расни, вербални испади до физички напади во периодот меѓу март лани и февруари годинава. Според податоци од Центарот за истражување на омразата и екстремизмот при Државниот универзитет во Калифорнија, имало 122 кривични дела, мотивирани од омраза во 2020 година, што е двојно повеќе од 2019-та. А кога се во прашање нападите, обезбедувањето на Конгресот повторно е тема по убиството на втор полицаец во рок од 3 месеци. Дел од законодавците предлагаат од сега па натаму околу Конгресот постојано да има жичана ограда. Едно од најпознатите обележја во нацијата, нападнато втор пат оваа година. Полицаецот од обезбедувањето на Конгресот Вилијам Еванс беше убиен кога нападјач со автомобил се обиде да ја мине бетонската ограда, направена да го заштити Капитолот по терористичките напади на 11 септември. Оградата го запре возилото, делувањето на нападјачот беше ограничено, полицијата одговори со неутрализирање на заканата по Капитол Хил. Но нападот доаѓа помалку од 3 месеци откако друг полицаец од обезбедувањето на Конгресот го загуби животот на 6 јануари, кога насилни демонстранти и поддржувачи на Трамп се обидоа да упаднат во Конгресот за да го спречат потврдувањето на изборната председателска победа на Џо Бајден. Сега се расправа дали заштитата на законодавците е соодветна. Бројката на полицијата која се грижи за обезбедување на Конгресот е мошно ниска. 2000 полицајци, 300 цивили за толку широка мисија. По инцидентот од 6 јануари беа распоредени дополнителни припадници на американската гарда и крената жичана ограда околу Капитолот. Сликата на градот се промени. Демократијата треба да биде за отворена влада. Ако имате огради и барикади околу Конгресот, тоа сугерира на влада која не е отворена. Во извештајот за преразгледување на безбедносните мерки се препорачува постојана мобилна жичена ограда и распоредени припадници на гардата околу Конгресот.
Конгресменот Тим Рајан предводи панел за надзор на работата на полицијата во Конгресот. Имаме можност да го заштитиме Конгресот. Треба да ги разгледаме деталите во извештајот и како се случи работите да излезат од контрола. Оградата околу Конгресот поттикна жестока дебата. Демократски законодавци се залагаат за зајакнати безбедносни процедури, додека републиканците сметаат дека оградата треба целосно да биде отстранета. Аналитичарите велат дека ова покажува иста поделба како и за резултатите од изборите 2020-та и насилниот упад во Конгресот што уследи. А преку песна до кревање на свеста за заштита на животната средина. По ова е позната Евгенија Здравевска или Зарина Првасевда. Тоше Огњанов разговараше со неа на оваа тема. Низ планините одекнува незиниот глас. Чиниш од исконија таму и ги чува врвовите и пространствата со стихови излезени од вековната традиција. Евгенија Здравевска, или во јавноста позната како Зарина Првасевда, стана препознатлива по незините мини настапи низ планинските врвови. Таму, вели, ја нашла сплотеноста на двете суштински работи што со години се дел од неа – музиката и природата. Јас имам спортски дух и кога го открив планинарењето како спорт, како некако да си дојдов дома на некој начин. За мене природата е манастир и едно од најсилните инспирации и учители. Ајде, слушај, слушај. Незиниот глас во јавноста се појави речиси одненадеж, иако со години растела со музика. Вели дека не сакала да се експонира. Многу ми беше важно во еден момент да дојам до една ситуација во која што музиката ќе биде она што ќе мене ме одбележува, не тоа која сум, како изгледам и така натаму. И дури во еден момент имав идеја воопшто никогаш да не се појави моето лице, да биде само музиката чисто. Но откако незиното прво видео пред 2 години се појави и стана популарно на социјалните мрежи, веќе било јасно дека нема враќање назад. Јас не сум љубител на себе потврдување, нели, во светот, и за тоа сакав некако пак да се подсокријам зарад некаков псевдоним. И така излезе и Зарина Првасевда. Сечимо ме русите кози. Јавноста денес се препознава по традиционалните песни. Традиционалната песна има таква една моќ што допира сечие срце. И затоа со толкова голема љубов им пристапувам на таа музика, зашто е навистина многу силен инструмент што вака директно како стрела годи во срцето. Знае да запее традиционални песни и на албански, турски, арапски и индиски јазик. Не верува во поделби по раси и религии, туку во сплотување преку музиката. Јас луѓето ги гледам како луѓе и ми е многу значајно каков ќе биде мојот импакт врз нивното постоење. И се трудам секој ден се трудам да се надпреварувам со себе си, да станувам се подобар и подобар човек. Сепак, тоа што најмногу ја погодува е општата негрижа за животната средина во земјава. Пред себе си има поставено и мисија да помогне во заштитата на природата преку нејзиниот глас. Се додека не видам промена, јас секогаш ќе се трудам тоа да го зборувам, да го напоменувам, се додека на некој начин го стигнеме до еден момент на разрешување на овие работи. Својата мисија Зарина ја продолжува и преку нов албум, што треба да биде објавен наскоро. Ѓурѓа глава не крева. Од Скопје за Гласот на Америка, Тоше Огњанов. И тука е крајот на вестите. Ви посакувам убав викенд. Се гледаме во понеделник. Пријатно.